Министерството без ресор води истрага за можна злоупотреба на финансиски средства кои биле наменети за ромите кои повеќе од 5 години живеат во двата стари објекти во старото нервно оделение. Министерот вчера потврди дека биле обезбедени средства за санирање на објектите, но парите никогаш не стигнале до нив. Се правени некои напори за обезбедување односно за санирањето на нивните услови за живење, меѓутоа познато ми и тоа дека одредени средства биле пуштени, меѓутоа проектот и средствата не се реализирани. Колку пари се пуштени? Тоа не можам сега во моментот да ви го кажам, затоа што во тек се испитување на овие околности. Какви испитувања? Па да видиме дали е навистина направен проект, дали навистина се пуштени средства, кај се пуштени, значи ќе поведеме истрага по однос на овие средства. Во меѓувреме повеќе од 5 години над 80 на роми, од кои најмногу се деца, живеат во субстандардни услови. Нивното привремено сместување овој дел од градот го претвори во депонија, а стана причина за ширење и на заразни болести. Значи не лоши услови живееме, немаме услови никако, ни за купатило, ни бањање, ништо нема. Во една соба сме 6 члена сме во една соба. Децата пораснаат. Да влевате натре усовите, да не ги гледате, болест фаќат. Нон-стоп децата ни се по лекување. Абе и шуга и се пријавува. Се по нешто. Тука земи малку вамо на страна, иди инекции, минекции, сви свашта. А децата као деца си чепкат, прават, само викаме по нив. Овие два објекти се во владение на Министерството за здравство, а според урбанистичкиот план, овде треба да никне мини студентски град. Од општината велат дека не постои одлука со која тие луѓе се сместени таму, ниту пак документ со кој се потврдува дека им е плаќано вода и струја во изминатите 5 години. Ние немаме никаква одлука или правен документ врз основа на кој тие луѓе се сместени во старото нервно оделение. Имаме едно прифатилиште за бездомни лица во Света недела, а не ни е јасно врз основа на кои одлуки општината овде ги плаќала сметките за струја и вода. Велат од општина Штип. За решавање на најважното екзистенционално прашање домувањето, новие луѓе им беа ветувани изградба на бараки, но се остана само на зборови. 20-тината ромски семејства беа преселени во старото нервно оделение, откако пред 5 години брегалници им ги поплави нивните куќи во местноста Стара Кланица.